Во 12-тиот ден од месец март ви посакуваме топло добре дојде во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелностите со кои го одбележавме и овој ден. Во приложение следете не. По добивањето на градежна дозвола, јавното предпријатие Комуналец Кавадарци работи на реконструкција на повеќе улици. Увид во градежните активности извршија градоначалникот Митко Јанчев, председателот на Советот доктор Стојан Чорамов и директорот Гоце Ангеловски. Главната примарна мрежа во градот веќе атмосферски, канализационо и водено е 99% средена. Се пристапува сега кон барањето на луѓето од урбаните заедници токму во септември, октомври, што заедно со службите со председателот на Совет, со советниците го сослушавме од жителите. Сега се наоѓаме тука на ова крајна дестинација, значи на Диме Поцев, два краци, значи на местото Голи оток. Улиците се содржија некаде на околу 150 метри. Комплетно двете улици се смени канализациони мрежи и се сменија водоводните линии и сите ќе добијат нова канализациона мрежа и водоводна линија приклучок. Тоа го работи и ЕПА Комуналец со сопствени средства, со сопствени ресурси. Барањето беше за тоа што старите канализациони мрежи и водоводни имаат деловни понирања, течења, така да оправдано од страна на жителите, а општината двете улици ќе ги бетонира после самото завршување на Комуналец од прилика за месец дена. Иста ситуација на Црноречка, каде што имаше стара водоводна линија, крак од 80 метра, се стави нова водоводна линија, се добија сите приклучици од новата линија и јавното предпријатие Комуналец само се врати улицата во правобитна состојба со прередувањето на гранитните, односно на бекатон плочките. По централното градско подрачје се работат две улици. Едната улица баш кај ординацијата на покоен доктор Вано Горев. На самата улица претходно општина Кавадарци изврши комплетно вградување на атмосферска канализација и сливници од страна на решетки 2, кои што се вклучија на Митко Василев и јас на главната мрежа, а ЕПА Комуналец и на истата улица и на подолната улица, која што се подолжи до 60 метра, по завршувањето на општината преку градба Промет со атмосферските и со бетонирањето, паралелно поставува хидранска мрежа во делот на против пожарни хидранти. Така да сите тие такви стари улици, да ги речеме, или стариот дел од градот кај што нема пристап за камион возило, Комуналец ќе постави околу 20 хидранти за не да Боже при пожар или при потреба од поголем доток на вода да интервенираме токму од тие хидранти или да дополнуваме вода од самата хидранска мрежа. Исти хидранти ќе бидат ставени во системи во функција со GPS уреди, пожарната и сите останати служби кои што имаат потреба ќе се ги знаат точните локации. Тоа исто е барање на жителите на урбаните заедници и истите две улици што ги споменав ќе бидат бетонирани затоа што претходно има проблем со бекатон плочките во делот на понирањето при дождовни води. Со решавањето на атмосферска канализација и бетонирањето, мислам дека трајно ќе се решат тие проблеми и ќе имаат и подобра хигиена и подобри услови. Значи, како што споменав и на почетокот, општина Кавадарци стигна да почне да ги решава и микро проблемите во општината. Се она што беше големо е позавршено, нормално работиме на капитални проекти кои што често ги посетуваме заедно со новинарите и ги дискутираме. Меѓутоа, овие работи кои што се изградени од пред 30-40 години како канализациони мрежи, водоводни линии, се санираат, се прават улиците наново и мислам дека благодетот ќе го почувствуваат жителите на токму овие малски улици, да ги кажам, а и не само благодетот, него и секојдневието кои што до сега го имале како во делот на понирањето од канализација, понирањето на деловна вода, јавното предпријатие Комуналец и така и во врска да тие реконструкции ги следи и ги прави на некој начин одново. Ново е тоа што општина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец имаат веќе софтвер, систем, програм кој што секоја реконструкција се воведува со GPS мерење, се воведува во подземен ГИС систем и неизната реконструкција, што е реконструирано,
што е ставено, каков материјал и неизната амортизациона политика, односно на секои 20 години треба да се менуваат канализационите мрежи, така да увидот од претходно кој што го немала општина Кавадарци, на 95% од теренот на самата општина, вклучувајќи ги селските средини, имаме увид точно од колку шахти имаме водоводни, колку канализациони шахти, што профил на цевките имаме внатре, што профил се атмосферски канализации, што материјал се, година на изработка, кои дефекти се јавили меѓу време, кои санации се вршени и предвидувањето за наредните реконструкции ќе оде стриктно по тој систем или не дај Боже, не дека ќе имаме дефект. Работа никогаш доста. Тоа е мотото на општина Кавадарци. Денеска заедно со градоначалникот и директорот на јавното предпријатие Комуналец извршивме увид на 3 градежни зони, односно активности на моментално на Диме Поцев. Бевме на Црноречка и бевме на улица Климент Охридски. Тоа што ме прави посебно горд како претседател на Советот е по завршувањето на големите булевари, големите атмосферски и фекални проблеми кои ги тиштеа кавадарчани во изминатите 2 до 3 декади, а кои беа решени во изминатите години. Појдовме на микроменаџирање. Ова микроменаџирање беше на увид на самите граѓани во регионите при изготвување на комуналната програма за 2025 година и почнавме во реализација на таа комунална програма, посебно јавното предпријатие Комуналец. Тоа што ме прави посебно горд е дека јавното предпријатие Комуналец со сопствени средства го реализира тоа, значи тоа не е на тендерирање на посебни фирми, односно од граѓаните, повторно за граѓаните. Тоа е посебно делувана заштеда на самото јавно предпријатие, а воедно овие микроменаџирање ќе имаат и како значење за жителите на овие региони. Сметам дека по комуналната изградба на атмосферска и фекална канализација во Република Македонија сме препознатливи, посебно не прави како бренд општина, посебно во ова менаџирање на овие булевари и на овие микроменаџирање и макроменаџирања. Тоа се е во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Впрочем, овие проблеми беа детектирани од нивна страна, а наше беше да го реализираме тоа што тие го имат како проблем. По таков правец ќе продолжиме и во последната година наша како градоначалник и совет на општина Кавадарци. Ова година е изборна година, така да тоа што сме го правиле, граѓаните ќе го валоризираат на есен. Сметам дека и имавме подадена рака, таа подадена рака ќе реализираме и во текот на оваа година и таа комунална програма за 2025 година во голем дел, како и изминати 3 години над 95% до 100% реализација, сметам дека и оваа 2025 година ќе ја завршиме во тој правец. Благодарам на разбирањето на нашите жители во овој регион, бидејќи во ова време каде што нивните улици беа раскопани, меѓутоа сметам дека тој благодет ќе го почитуваат тие и ините генерации во текот на наредните години. Овие се микропроекти кои што ги работиме ние на варање на општина Кавадарци. Знаете дека буквално освен овие 3 реконструкции кои што ги работиме паралелно на дневна основа, вршиме поправка на дефекти, вршиме изградба на нови шахти каде што има потреба, решетки исто така во побарање на граѓаните, онами каде што има потреба се заменуваат старите, каде што немало до сега, каде што утврдена потреба од такви решетки за прифаќање на атмосферските води исто. Тоа го работиме, значи динамиката на секторот водовод и канализација е на едно високо ниво и како што разговаравме и договаравме со градоначалникот, со председателот на Советот, онаа програма која што имаме за 2025 година, многу силно, со силен интензитет ја работиме и се очекува целата програма која што ни беше како еден предлог за 2025 година по барање на жителите да ја реализираме во првите 6 до 7 месеци од оваа година. Значи, еден силен интензитет на работа, силна динамика на работа и мислам дека и пред овие термини и таргети кои што ги имаме зададено дека ќе ги завршиме сите оние реконструкции, затоа што не се малку реконструкции, во моментот работиме на 3. Како завршуваме со наредната улица кај што бевме Црноречка, истата екипа ја префрламе на улица 11 бригада, другата екипа потоа се префрла од Диме Поцев, има тука уште еден крак каде што е предвидено реконструкција исто на фекална канализација и на водоводна линија. Потоа имаме улица Авала предвидено да се реконструира, улицата 16 јуни еден крак. Сето тоа ќе биде со наши средства, со наши ресурси. Мислам дека нема да одиме оваа година со тендерирање на надворешни фирми. Сите оние
проекти кои што ги имаме, кои што не ги набрава сите, дека ќе ги реализираме сами. До сега изработивме многу во првите 2 месеци од оваа година. Работевме приклучување на оние дучени на булеварот Видо Смилевски, каде што моментално се работи кејот. Тенече мало го работевме, улица 8 септември ја завршивме приклучок на сите тие таму, нови згради, нови објекти, нови куќи. Буквално со оваа динамика која што ја работиме, не верувам дека никаде на друго место во Македонија има некој јавно предпријатие кој што со собствени ресурси го работи ова, затоа ја добивме онаа лиценца за изvedба. Тоа ни е еден наш дополнителен мотив плюс да работиме уште повеќе и уште повеќе да ги оправдаме очекувањата од граѓаните. Продолжува изградбата на спортската сала во село Марена со корисна површина од 400 метри квадратни, која ќе биде во склоп на подрачното општинско училиште Страшо Пинџур. Инвестиција на општина Кавадарци во висина од 22 милиони денари. Во дневникот информации од областа на здравството. Глаукомот е втора причина за слепило во светски размери. Исто така и кај нас, 12 марта се одбележува како светски ден против глаукомот. Во тема на денот во дневникот говори доктор Марија Нанева, специјалист офталмолог во Кавадаречката болница. Таа ја нагласува важноста од навремено дијагностицирање на глаукомот. Денеска сме овде да позборуваме малку за глаукомот. Тоа е една болест на денешнината која што нарекуваме тивокрадец на видот. Може да се каже дека е број 1 за слепило во светот. Број 1 е формално катарактата, меѓутоа таа хируршки може да се среди оперативно, а за жал глаукомот доведува до трајна последица, траен губиток на видот. Што значи глауком? Значи страдање на очниот нерв поради зголемено ниво на очна водичка, која што или зголемено се произведува, или истекот на незината на водичката е отежнат. Тие 2,2 милилитри очна водичка го прават најголемиот проблем кој што може да доведе до слепило на видот. Според Светска здравствена организација, до 2040 година има најнови истражувања дека 120 милиони луѓе би биле трајно слепи поради глаукомот. Се смета дека од прилика 3 до 5% на популацијата од 40 години има глауком, од кое што 50% се неоткриени. Зошто го викаме тивокрадец на видот? Затоа што скоро и да нема никакви симптоми. Го откриваме на случаен преглед. За среќа ги имаме систематските прегледи кај пациентите што идат од фирмите на преглед и обавезно кај нив правиме испитувања, мерење на очен притисок и гледање на очното дно. Гледаме состојбата на нервот и според тоа гледаме дали има покачен очен притисок или предиспозиција на нервот за некој друг симптом што укажува на глауком. Значи имаме две врсти на глауком, едниот е со покачен очен притисок, што е почест, а другиот е нормотензивен глауком, тој се открива уште потешко, затоа што очниот притисок е нормален, а нервот на окото страда. Така да, симптомите кај пациентите се обично чешкање, глочкање, пецкање на окото, значи некои сосема неспецифични симптоми. Тоа е кај глаукомот со отворен агол. Постои кај глауком со затворен агол, тоа е 10% од вкупниот број на глауком. Пациенти кај него ги има тие симптоми, што за жал се ригорозни. Има главоболки, несносливи главоболки, има вртоглавица пациентот, има нагони за гадење, повраќање, па најчесто тие пациенти завршуваат на неврологија, па тек на крај се јавуваат кај нас. И за жал кај тие пациенти веќе изгубен видот неповратно. Оштетувањето на нервот го гледаме преку мерењето на очниот притисок и испитувањето со овој офталмоскоп на очното дно. Следни методи за дијагностицирање се видното поле, со која што го гледаме состојбата на нервот на централниот и на периферниот вид. И друга метода е оптичка кохерентна томографија. Тоа е како компјутерско мерење
една врста на компјутер која правиме на глава или на мозок, тоа е компјутер на око. Гледаме до кој слој има оштетување на нервот и зависно од тоа ја даваме терапијата кај пациентите. Терапијата кај пациентите се состои од локална терапија во вид на капки и на крајот завршува со хируршки третман. Локалната терапија има неколку групи на лекови, зависно од тоа во која група спаѓа глаукомот, дали е отворен агол, дали е затворен агол, дали е проблемот со зголеменото произведување на очна водичка, дали е проблемот со отежнатото истекување на очна водичка. Зависно од тоа се дава и терапијата. Значи, не значи кај еден пациент кај кој што еднаш сме измериле очен притисок, да го крстиме дека пациентот има глауком. Го крстуваме како окуларна хипертензија. Затоа што исто јас поредбено им објаснувам на пациентите дека еднаш зголемено ниво на гликемија кај пациент не значи дека пациентот е дијабетичен. Затоа мериме повеќе пати, правиме дневна крива, ги праќаме пациентите на видно поле, ако веќе ја утврдиме дијагнозата, пристапуваме кон терапија. Затоа што за жал таа терапија пациентот малтене ќе ја става доживотно. За да го заштитиме нервот. Ако не оди со локална терапија, тога пристапуваме на хируршки третман, зависно од состојбата на иридокорнеалниот агол, каква врста на хируршка интервенција треба да се изведе. Еве овде имаме неколку сликички, можам да ви објаснам како гледа пациентот со глауком. Значи, во е почетниот стадиум на глауком. И зошто кај пациентот до крај, зошто го викаме тивокрадец на видот? До крај е видот кај пациентот задржан. Затоа што пациентот има централен вид и го викаме тунелски вид. Низ тој тунелски вид до крај на болеста, до пред комплетно слепило, тој може да има видна острина од 100%. Затоа што тој гледа централно. Прво се оштетува периферијата кај глаукомот и затоа пациентот си гледа перфектно. Кога веќе ќе дојде до овој стадиум на напреден глауком, кај што пациентот му останал само централниот или тунелскиот вид, за жал веќе спас за видната острина нема. Глаукомот може за жал да биде и вроден глауком. Најчесто се јавува кај мали деца кои што не изгледат многу сладко затоа што имат големи очи. Меѓутоа, кај тие деца обично има вроден глауком. Возрастна граница после 40 години, мада и тука нема некое правило, има исклучоци кај млади деца од 14-15 години кои што имаат глауком. Наследниот фактор е еден од причините за глаукомот и сите пациенти кои што имаат наследен фактор, мајка или татко во фамилија, па и дедо, баба, чичко, стрина по крвна линија, некои да имаат глауком, треба да доаѓаат барем еднаш годишно или еднаш на 2 години да се следи над 40 години состојбата на нервот и мерење на крвниот притисок. Затоа што многу лесно може да дојде до покачување на притискот и губиток на нервот. Други фактори за нервот, освен за губитокот на нервот и наследувањето на глаукомот, ослед наследниот фактор, може да бидат и други болести, например, склоност имаат пациентите со дијабет, со хипертензија, оние со хипотиреозе, оние што употребуваат кортикостероидна терапија, чести инфекции, може да има и кај пациенти после некои оперативни зафати, како секундарен глауком или после некоја травма. Нормалните вредности на очниот притисок треба да бидат од 8 до 17,3, сега според најновите истражувања некаде и до 21. Се што е над 21 милиметар живен столб се смета за покачено ниво на очниот притисок. Кавадаречките крводарители денеска беа мощно активни. Денешната акција помина во организација на Комисијата за еднакви можности, Аптеки Бела Фарм и Црвениот крст, како и итната трансфузиона медицина.
Комисијата за еднакви можности, Аптека Бела Фарм, во соработка со Црвен крст Кавадарци, организираме една крводарителска акција. Неслучајно ја ставивме во месец март, месецот на жената, кога токму и тоа беше нашата иницијатива да организираме крводарителска акција со цел да ги поттикнеме и жените да бидат уште поголеми крводарители, затоа што анализите покажуваат дека мажите се поголеми крводарители. Меѓутоа, ние сме овде за да покренеме свеста кај жените во општина Кавадарци и да ги мотивираме за да бидат уште поголеми крводарители. Се надевам дека ќе имаме успешна акција денес. До сегашната акција тече нормално. Комисијата за еднакви можности соработува со секој кој што има иницијатива да поттикне покренување на свеста на било кој проблем кој што ги засега и жените и мажите. Се надевам дека ваквата иницијатива ќе премине во традиција. Аптеки Бела Фарм како примерен здравствен сектор секогаш има прва средба со граѓаните, со нашите пациенти, каде што секојдневно ги гледаме проблемите и оние здравствени состојби каде што треба помош, бидејќи крвта е единственото нешто што нема алтернатива, туку мора да се спроведе дарување. Па затоа и ја спроведуваме оваа крводарителска акција секогаш повторно со поддршка на Комисијата за еднакви можности. Бидејќи секоја капка крв значи и спасување живот. Ова е прва крводарителска акција со Комисијата за еднакви можности. Да, ова не е прва крводарителска акција која се надеваме дека ќе продолжи во некоја традиција, сепак и сакаме да напоменеме како здравствени работници исто така дека сите крводарители имаат здравствени придобивки од дарувањето крв, бидејќи тие имаат подобрување на здравствената состојба, а со тоа сепак се овозможува и спасување на некој човечки живот, бидејќи секојдневно има многу несреќи, има операции, има здравствени проблеми. Па така Аптеки Бела Фарм секогаш ќе продолжат да го унапредуваат здравието и ќе се трудиме да го зголемиме и подобриме човештвото севкупно, како во нашата општина, така и на нивото на Република Македонија. Дали во Аптеките Бела Фарм, кога ве посетуваат вашите пациенти, делите совети на тоа како да се подобри крвната слика, дали доделувате нешто суплементи и такви работи? Да. Фармацевската грижа, впрочем, вклучува издавање на терапија, упатства за како да се користи истата, а меѓутоа ние како фармацевти секојдневно и делиме совети како да се подобри и здравствениот режим, хигиено-диететскиот режим на исхрана, на правилен сон, на правилни вежби, изведување дневно. Тоа вклучува и советување кога ја гледаме и крвната слика, бидејќи многу често пациентите во аптека доаѓаат со нивната крвна слика и иако веќе биле кај матичниот лекар, тие сепак и од нас бараат консултација што би можеле да си помогнат самите себе си. Така да и покрај многуте суплементи и додатоци во исхрана што ги има за да се подобри крвната слика, едно и многу важно е тоа што ги упатуваме секогаш пациентите да даруваат крв, бидејќи со тоа нели ќе се подобри и нивната здравствена крвна слика. Клинчаров бил главен поддржувач на Мицкоски и на ВМРО ДПМН. Обвинија денеска на пресконференција од опозиционата СДСМ и побараа основното јавно обвинителство да постапи по овој случај. Добро е што Државната комисија за спречување корупција отворила предмет за судир на интереси, непотизам и корупција во врска со тендерите во Министерството на Стефан Андоновски. Тоа го поздравуваме. Сега очекуваме овој скандал, ова финансиска афера во која жената е државен секретар, а мажот добива тендери, да биде целосно брзо расчистен и да следува одговорност. Фактите, почитувани, се кристално јасни. Фирмата на сопругот на Клинчарова добила 2 тендера, а министерот Андоновски е подписник на договорите. Иако се обидуваше да ја оправда оваа скандалозна ситуација со апсурдни изговори, сепак ги призна тендерите. Ова не е само судир на интереси. Ова е очигледен случај основано со мнение за корупција. СДСМ денеска изнесува дополнителни информации кои ќе и помогнат на Државната комисија за спречување корупција, но и на сите надлежни институции во целосно расчистување на овој случај. Денеска ќе објавиме дека сопругот на Државната
државната секретарка Мартин Клинчаров, кој ги добивал тендерите во Министерството на Андоновски, е жесток поддржувач на Мицкоски и ДПМН. На неговиот профил на Facebook може да се види дека учествувал на партиски состаноци во Белата палата, за што објавувал и слики. Клинчаров го има и по штабовите на ДПМН, по општинските комитети, со градоначалници, пратеници и други функционери од владеачката партија. Во своите објави, Клинчаров жестоко го брани Мицкоски, откако што сами одвели бардовите на новинарството. Ова почитување потврда дека станува збор не само за семејна, туку и за партиска поврзаност, директен линк и со ДПМН. Ете каде завршуваат парите на граѓаните. Одговорност мора да има за овој скандал. Првиот чекор на Државната комисија за спречување корупција е во вистинска насока, но сега е наред завршница на предметот, но и вклучување на јавното обвинителство. Правдата мора да биде задоволена. Тендерските мрежи на ВМРО ДПМН мора да бидат разобличени, а одговорните санкционирани. СДСМ нема да дозволи оваа афера да биде заташкана. Секој чинител во оваа криминална мрежа мора да одговара пред законот. Кога СДС и ДУИ го штитат судството, всушност штитат криминал од 167 милиони евра, обвинија на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Почитувани, кога СДС и ДУИ го штитат судството, всушност штитат криминал од 167 милиони евра. Асмир Пуцко Петров наместо во притвор го оставија дома. Со години Македонија ја трујат со отровен, канцероген мазот и за тоа се платени стотици милиони евра од буџетот преку разни тендери. Шемата во која што се вмешани врвни функционери на СДС, како Васко Ковачевски, кој е во бегство, синот на пратеникот Јаховски, кој има бизнис мрежа која се протега до зетот на Али Ахмети, е тешка 167 милиони евра. Оваа шема со години ја труеше Македонија, а тие испумпаа стотици милиони евра. Тоа што институциите го процесуирале до правосудните органи е веќе познато за целата јавност. Граѓаните знаат кој ги труел и при тоа ги крадел. Само судиите на СДС и ДУИ ги штитат криминалците. Наместо најстроги мерки за обезбедување на присуство, судиите на СДС и ДУИ го пуштиле дома синот на пратеникот Јаховски, газда на Пуцко Петров. Иако помеѓу осомничените има лица кои што се во бегство, како Васко Ковачевски, судот верува дека останатите нема да бегаат, со што се увери судот дека и другите осомничени, кои се имотни, нема да се впуштат во бегство. Кој ќе одговара ако уште некој од осомничените избега? До кога судиите ќе им служат на СДС и ДУИ, а не на народот? Пресудите се носат во име на граѓаните, а не во име на партиите СДС и ДУИ. Судиите да се освестат и да почнат да работат по закон. Одговорноста за секој пропуст и криминал е нивна. ДПМН е позади сцената, насилно се обидува да го делегитимира и превземе ССМ, истакна пратеникот од Левица Борис Крмов во дебатната емисија на Телевизија 24. Ова е една невидена ситуација на политичко насилие, значи на злоупотреба на власта. Изборуваме у првите 8-9 месеци од владењето на ВМРО ДПМН, не баре се у најдобрите години на Груевски. Значи имаме ситуација да само за тоа што председателот на синдикатот, значи Трентафилов, што тоа му е работа, да бара повисок минималец од 550 евра и има два протести кои што се најавени како предупредувачки на 2 и на 7 април, мислам дека еден и во мај. Ние имаме ситуација на такви огромни притисоци да самиот Трентафилов денеска или вчера изјави дека власта планира да му ја скине главата. Ние го гледаме Живко Митревски, вечниот синдикалец на ВМРО ДПМН, чи про-власт синдикалец кој што сите мерки во времето на ВМРО ДПМН ги поддржуваше, кој што одбиваше да организира протести затоа што се било супер во државата, како се слика, како еден вид позади сцена се спрема да му го земе местото. И јас, значи, и идеме, значи, кон целосна делегитимација на ССМ, значи збориме за синдикат со над 60.000 члена, 18 гранкови синдикати, член на Европска конфедерација на синдикати и придружна членка на Светска конфедерација на слободни синдикати. Значи, за жал, тој насилнички, како да кажам, нарав, кој што го има ВМРО ДПМН од Груевски, ние сега еве го гледаме во пракса и го гледаме преку овој притисок на ССМ и еве сакам да кажам и еве ја прифаќам до негде критиката, ќе бидеме 10 пати поактивни и со целосно ќе се вложиме со целосна поддршка на ССМ и на председател Трентафилов.
Кружните церемонии на Петар Попчев од утре во Кавадаречката музеј галерија. За делата на овој ликовен уметник се вели дека влечат византиски корени преку еден современ израз. Утре вечер, четврток, 13 март, со почеток од 19 часот, во музеј галеријата на град Кавадарци ќе биде отворена изложба на уметнички слики од Петар Попчев, насловена како Кружни церемонии. Попчев е роден на 30 јуни 1954 година во сомборското село Гаково, во Војводина. Средно училиште за применета уметност одсек сликарство завршил во Скопје кај професорите Миле Корубин и Родолјуб Анастасов. Педагошка академија во класата на Димитар Кондовски завршил во 1976 година во Скопје, а ликовна академија завршил во Приштина во класата на Муслим Мусличи во 1979 година. Студиски престои има остварено во Франција, Германија, Италија, Турција, Русија, Грција и други земји. Од 1977 до 1984 работел како хонорарен илустратор во списанието Детска радост во Скопје, а од 1980 до 1994 година работел како ликовен педагог во Средното трговско училиште во Скопје. Од 1994 година живее и работи како слободен уметник. Член е на Друштвото на ликовни уметници за примената уметност на Македонија од 1980 година. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со локални врнежи од дожд и грмежи. Процесите ќе бидат поинтензивни предпладне во источните делови, каде ќе биде во форма на невреме со пообилни поројни дождови 20 литри на метар квадратен, силен ветер над 60 км на час и услови за изолирана појава на град. Температура од 12 до 23 степени. Преодна стабилизација на времето ќе има во петок и во сабота во текот на денот. Во недела и понеделник на повеќе места ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Ветрот ќе го промени правецот во северен, што ќе предизвика опаѓање на дневните температури за 7 до 10 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и овој ден. Веќе за утрешниот следете неповторно во 20 и 22 и 30 часот.